Верувате ли во самовид? Ајде што побрзо да се ослободиме од ужасот. Прв од стеблото излегол кадравиот. Само што излегол, паднал во рацете на Кеко, кој му го дофрлил на Сми, а овој на Старки, па на Билтетовираниот, па овој на Нудлер. И така го фрлале од рака на рака, сето дека не паднал пред носете на црниот гусар. И сите деца така ги извлекувале од стеблата, еднакво немилосрдно, па во воздухот во исто време биле по неколку од нив и летале како пакети стока што се растовара од рака во рака. Венди, која излегла последна, добила различен третман. Со иронична почит Кука пред неа ја кренал шапката, нудејќи ја раката, ја испретил до местото каде што биле нафрлани другите со заврзани усти. Тоа го направил со стил, со отменост, што таа одушевена од неговата појава само што не вреснала. Тоа е само мало девојче. Може би ќе биде клеветање ако откриеме дека за миг Кука ја одушевил, а тоа го правиме само зашто незината грешка предизвикала необични последици. Ако гордо ја одбијала неговата рака, а ние би сакале да можеме тоа да го напишеме, ќе ја фрлале во воздух како и сите други. А тогаш Кука веројатно нема да бил присутен при врзувањето на децата, а ако не бил присутен, немало да ја открие тајната на Свирко. А без таа тајна, веројатно не би можел веднаш да тргне во својот подол напад на животот на Петар. Биле врзани за да не побегнат, ги свиткале со ушите помеѓу колена, за да ги врзе црниот гусар го исекол јажето на 9 еднакви делови. И се било добро, додека не му дошол редот на Свирко. Кога откриле дека е сличен на оние здодевни пакети што при врзувањето го голтаат целиот пакет, така што на крајот не останува ни делче за да се врзе јазол. Гусарите биле бесни, почнале да го клоцаат со нозе, исто како што се прави со пакет. Иако поправедно би било да ја клоцаат врвцата, а чудно е тоа што токму Кука им рекол да го смират бесот. Устата му било искривено од злобното чувство на победа, а неговите пци се потеле зашто секој пат кога Свирко ќе го стегнеле од едната страна, тој ќе се надоел од другата. Генијалноста на Кука стигнала длабоко под површината на Свирко, барајќи ја последицата, а не причината, а неговиот восјет покажува дека ја открил. Сепак Свирко, блек до подбрадокот, сватил дека Кука бил изненаден од неговата тајна, што било дека ниедно дете така надуено не може да се протне низ стеблото. Додека на возрасен човек му е потребен стап за набивање. Утриот Свирко, најнесреќен од сите деца, го фатила паника поради Петар. Горко се кајал за оно што го сторил. Како му било топло, бил склон на прекумерно пиење вода и сега бил толку многу надуен и наместо да се смали за да може да се протне во стеблото, тој го проширил стеблото за да го приспособи на својот обем. Поради сето тоа, Кука сега сватил дека Петар конечно му паднал во раце, а сепак, за мрачниот наум што сега му тлеел во подземната пештера на умот, не изустал ниту еден збор. Само дал знак за робениците да ги однесат на бродот, а него да го остават сам. Но како е да го однесат? Онага свиткани и врзани со јажиња можеле само да ги тркалаат низ ризот како бочви, а патот главно водел низ мочуриште. Сепак, гениот на Кука повторно ги совладал тешкотиите. Им ја покажал кукичката на Венди, што можеле да ја искористат за превоз. Ги нафрлале децата врз неа, а 4 кршни гусари ја кренале наплеки, додека другите оделе зад нив, па чудната поврка тргнала низ шумата пеејќи во хор гнасни гусарски песни. Не ми е познато дали некој дете се расплакало, но и ако плачало, пеењето го гушело плачот. Кога кукичката почнала да се губи одвид, од оджакот не баре му се подвива на Кука, почнало да излегува смел, но тенок чат. Кука го забележал тоа, што на Петар му направило лоша услуга, зашто чатот ја пресушил и последната капка со жалување што може би останала во бесните гради на гусара. Кога останал сам во ноќта, што брзо се спуштала, отишол напрсти до стеблото на Свирко и се уверил дека низ него вледот му е безбеден. Долго стоел така длабоко замислен, со шапката на тревата, а тивкиот ветрец што во меѓувреме почнал да дува, му ја бушевел косата. Мислите му биле мрачни, а погледот во сините очи со боја на незаборавок бил мек. Внимателно наслушувал демнејќи го секој звук од другиот свет, но се било тивко, како горе, така и долу, а куќата под подземјето било уште едно празно живеалиште во дупка. Дали тоа момче спие
или пак чека на дното од стеблото на свирко со бодежот во раката. Не можел да знае, освен да слезе долу. Кука го пуштил плаштот да му се лизне низ рамената. Ги гризнал устните се додека на нив не се појавила крв, па зачекорил во стеблото. Бил храбар човек, сепак за миг застанал да го избрише челото од кое капело како од свеќе, па немо се спуштил во непознатото. Безбедно стигнал до дното на океанот и стоел мирно, борејќи се за здив што речиси го изгубил. Кога очите му се навикнале на темнината, предметите во домот под стеблата почнале да добиваат форма, но единствениот на неговиот алчен поглед се запрел бил оној што толку долго го барал и сега конечно го нашол. Тоа бил големиот кревет, а во него лежал Петар, испиел како труп. Несвесен за трагедијата што се одвивала горе. Извесно време откако заминале децата, Петар свирил со шупелката, несомнено залудно настојувајќи да му каже дека си е сеедно, па одлучил да не го испие лекот за да и пркости на Венди. Легнал на креветот преку покривката, за уште повеќе да и пркости, зашто таа секогаш го покривала со неа, бидејќи никогаш не се знаело колку ќе биде студена ноќта. Тогаш речи си заплакал, но се сепнал, свеќајќи колку таа би се зачудила ако тој се насмее, па гордо се насмеал и така заспал. Понекогаш, иако не многу често, Петар сонувал, а тие соништа биле многу поболни од соништата на другите деца. Со часови не можел да се ослободи од тие соништа и во нив тажно јачал, а тие, верувам, се поврзани со загадката на неговото постоење. Во таквите пригоди, Венди имала обичај да го земе на скут, милно тешејќи го на свој начин, а кога ќе се смирил, ќе го вратила во постела пред сосем да се расони, за да не дознае за својот срам. Но тогаш Петар веднаш заспал во длабок сон без ништо. Едната рака му висела преку работот креветот, едната нога му била свиена, а неговиот довршен дел од насмевката му останала на устата, низ која подотворена се гледала низа од ситни бисери. Кука го затекол сосем безпомошен, стоел немо во подножието од стеблото, гледајќи го својот непријател на другиот крај од собата. Дали чувството за сомилост ги вознемирило неговите мрачни гради, зашто тој човек не бил сосема зол, сакал цвеќиње, така ми кажа, и убава музика, не свирил лошо на чембало, и отворено да признаеме идиличната природа на сцената длабоко го возбудила. Подобриот дел во него можел да надвладее и во тој случај, иако неволно ќе се искачил по стеблото, но едно нешто го спречил. Она што го спречило било неговото дрско држење, дури и во сон. На уста, патната гранка, свитка на колено, тоа било таква слика на вообразеност, кај кога секи се собере, никогаш веќе нема да му се укаже на погледот толку чувствителен на неговата навредливост. И тоа на Кука му го стврнало срцето. Ако бесот го разбил на стотина парчиња, ниедно парче не би обрнало внимание на оно што се случило и сите би се нафрлиле на успаниот. Иако светлината од само една светилка одвој го осветлувала креветот, Кука стоел во темнината и со еден чекор напред открил препрека. Вратата на стеблото на свирко. Не го затворала просторот во целина и сега гледал пред неа. Со прстите ја побрал кваката и сватил дека е многу подолу, надвор од неговиот дофат. Во неговиот растроен ум му се сторило дека во тој момент на лицето на Петар нешто го разразнил, па почнал да тропа на вратата и се фрлил на неа. Не дозволи непријателот да му побегне, но што е она? Погледот му го привлекол лекот на Петар, што бил на полицата на дофот од раката. Истиот час сватил што треба да направи. Знаел дека успаниот го има во свој раце. За да не го фатат жив, Кука секогаш со себе носел грозен лек што самиот го смешал од сите отровни прстени што му дошло до раката. Го вриел се додека не добил жолта течност, непозната во науката, веројатно најопасниот отров што воопшто постоел. 5 капки ставил во чашата на Петар. Раката му се треперила, но повеќе од восхит отколку од срам. Додека го правил тоа, го свртал погледот од успаниот, но не за да се обестрабни од сложилување, туку за да не му се истури лекот. Па радосно погледнал во жртвата, се свртел и со тешка мака како црв се изјезил низ стеблото, а кога излегол надвор личел на духот на злото што излегува од дупка. Разуздано ја накривил шапката, па се замотал во плаштот, додека едниот скут го држал со раката пред себе, не баре сака да се скрие од ноќта, од која тој бил најцрниот дел, па мрморејќи нешто во себе се изгубил помеѓу дрвјата. Петар продолжил да спие.
Свеќата капела и се изгаснала и завладеала тишина, а Петар и понатаму спиел. Било околу 10 часот по крокодилското време, кое нагло се исправило од креветот, без да знае и самиот што го разбудило, а тоа било тивкото и внимателно чукање на вратата од неговото стебло. Било тивко и внимателно, но во таа тишина било застрашувачко. Со прстите Петар го побарал бодежот и ја свил раката околу него. Тогаш проговорил: "Кој е тоа?" Долго немало одговор, па повторно се слушнало чукање. "Кој си ти?" Немало одговор. Му минале морници, а тој сакал возбудливи ситуации. Во 2 чекора стигнал до вратата, која за разлика од она на Свирко го исполнувала целиот отвор, така што не можел да види зад неа, како што ни оној од другата страна не можел да го види. "Не отворам додека не се јавиш," викнал Петар. И тогаш конечно посетителот проговорил со нежен глас како звон на звонче: "Петар, пушти ме да влезам." Тоа била звончица и Петар брзо ја отворил вратата. Таа возбудено влетала во просторијата со заруменето лице и се облекла извалкана од кал. "Што е? О, никогаш нема да погодиш," извикала велејќи дека не може да погоди од 3 пати. "Веднаш да ми кажеш," викнал тој, па таа во една граматички лошо кажана реченица, долга како лента што маѓуничарот ја извлекува од устата му, раскажала како биле заробени Венди и децата. Додека слушал, срцето на Петар му рипало горе-долу. Венди врзана и на гусарски брод, таа која толку многу сака сите работи да се цакум-пакум. "Јас ќе ја спасам," извикал и го грабнал оружјето. А кога рипнал, помислил на нешто што многу ќе ја развесели. Ќе го испие лекот и ја подал раката кон копната напивка. "Не!" вриснала звончица, која го слушнала кука како мрмори за своето недало дека се движел низ шумата. "Зошто не? Зашто тоа е отров." "Отров? Кој можел да ми стави отров?" "Кука." "Не биде луда. Како може кука да влезе овде?" Па звончица не можела да го објасни тоа, зашто дури и на неа не е била позната мрачната тајна на стеблото на Свирко. Сепак не се сомневала во зборовите на кука. Лекот бил затруен. "А освен тоа," рекол Петар, "сосема убеден во своите зборови, ни око не сум склопил." Ја кренал чашата, немал време за зборови, потребно било итно действување, па звончица со едно од своите мускавични движења се нашла помеѓу раката и чашата и ја испила течноста до последна капка. "Слушај, звончице, како се осмелуваш да ми го испиеш лекот?" Но таа не одговорила. Веќе се татаравела во воздухот. "Што се случува со тебе?" извикал Петар преплашено. "Отруена сум, Петар," му рекла тивко. "И сега ќе умрам." "О, звончице, го испи отровот за да ме спасиш мене." "Да, но зошто?" му одговорила звончица. Крилјата одвоја носеле, но како одговор слетала на неговото рамо и со љубов го гризнала за брадата, па му шепнала во уво: "Глупчо," и тетаравејќи се легнала во својата постела. Тој клекнал покрај неа во темнината, неговата глава исполнила 1/4 од собичката. Од час во час нејзината светлина станувала се послаба. Тој знаел дека ако изгасне, неа веќе ќе ја нема. А таа толку ги сакала неговите солзи, што го ставила своето прекрасно прсте на неговиот образ за да течат преку него. Гласот и бил толку тивок што тој на почетокот не можел да разбере што вели, но тогаш сватил. Му рекла како верува дека може да оздраве кога децата би верувале во самовиле. Петар беспомошно ги кренал рацете. Во близина немало деца, а било темна ноќ. Сепак во мислите се обретил на сите оние кои можеби сонуваат за недоедија и кои му се блиску повеќе од колку што мислат. Момчиња и девојчиња во пижами, голи индијански бебиња во кошници обесени на дрво. "Дали верувате?" викнал силно. Звончица се исправила на креветот, нетрпелива да слушне каква судбина ја чека. И се сторила дека слуша потврден одговор, но не била сосем сигурна. "Што мислиш ти?" го прашала Петар. "Ако верувате," им довикал, "плескајте со рацете, не дозволувајте звончица да умре." Се слушнало плескање. Некои не плескале, некои мали зверчиња свиркале. Плескањето одеднаш стивнало. Небаре безброј мајки поитале во детските соби да видат што се случува, но звончица веќе била спасена. Првин гласот е станал посилен, па рипнало од креветот и заблескала низ собата посветло и подрско од порано. Никогаш не помислила да им се заблагодари на оние кои верувале во неа, но би сакала да може да ги дофати оние кои свиркале. А сега да ја спасиме Венди.
Месечината пловела по облачното небо кога Петар излегол од стеблото со оружје околу половината, подготвен за опасната потрага. Да можел да одбира, никогаш не би одбрал таква ноќ. Се надевал дека ќе може да полета, да лета ниско над земјата за да може се да забележи. Но ако својот променлив лет лета премногу ниско, зад него низ шумата ќе се вовлече неговата сенка, што би ги вознемирило птиците и би го предупредиле будниот непријател дека доаѓа. Сега жалел што на птиците на островот им дал толку чудни имиња, така што тие станале многу диви и тешко пристапни. Немал друг избор, освен да продолжи понатаму како што тоа го правеле црвенокошците, зашто бил многу вешт, но во кој правец? Зашто не бил сигурен дека децата го одвеле на бродот. Паѓал ситен снежец и ги завртил сите трајки, а целиот остров бил потонат во смртна тишина. Не баре природата за миг стои скамената од страв од надомнешниот колеш. Децата ги имал научено неколку шумски вештини, што самиот ги научил од Звончица и од игрестата Лили. Па знаел дека тие во тој страшен час веројатно не ги заборавиле. Така, например, Свирко, ако му се укаже можност, ќе мара дрвја, кадравиот ќе фрла семки, Венди ќе го остави своето шамиче на видно место. Но, за да ги побара тие знаци, требало да почека до утрото, а не можел да чека толку долго. Горниот свет го довикувал, но не му нудел помош. Покрај него поминал крокодилот, а освен него никаде живо суштество во околината, ни звук, ни движење. Но тој знаел дека можеби за следното стебло го демне брза смрт, или можеби му е зад петиците. Затоа се заколнал, овој пат или кука или јас. Продолжил да ползи како змија, па ќе се исправил и брзо ќе претрчал преку честинката на која танцувала месечевата светлина, со прстот на уста и подготвен бодеш. Петар бил многу среќен.